Добро вечер и добро дојдовте во петочното издание магазин со Томич. 2 мај. Ми текна и реков така че почнам. Никогаш се славеше по 4 дена, навистина беше празник, уживанција. Но сега се слави по цела недела. Че почна кој е денот 1 мај, четврток, веднаш се поврзуваат со шефот врски едно друго и право во наша Беломорска Македонија, и тоа, бога ми, мрсни 1000 евра остават, а рачунајте 17.000 патници влегоа во Грција, од кои велат дека 5-6.000 се македонци, ја велам и повеќе, но каде е сето ова, ако од друга страна народот кука, вели нема пари, како ќе преживееме и така натаму. Не го земам само за пример што значи убавина, што бе значи и поранешниот систем. Да, признам, еден од големите критизери, што го критикувал едноумието, но потоа не се пишманев. Евалуирав, може би, од тие ситуации, кои ќе речам, гледајќи фактичката ситуација, дека овие 34 години, наместо да бидеме на врвот, ние сме се уште во амбисот. Зошто? Оти политикантите тоа го заслужија. Направија хаос, како што зборев со моите колеги, вече во студиото гости, а живееме како во Лаос, во Камбоџа, се тоа. Зашто? За да уживеат јавачите на апокалипсата, зашто повеќе да се збогатат, а знаат дека неказнивоста е светење у Македонија и никој ништо нема да им наштети. Вели Сана Бана, денес еден професор угледен во Македонија, вика Томич, што ти кажам, поздрави ги твоите соговорници. Не можам, не сакам да учествувам у програми, оти работата е Сана Бана, или што е тоа, викам професоре, нати го, дај ми го. Тоа е, драги мои македонци. Тоа е нати го, дај ми го, джентлменски договор. Значи, не да рече кај што завршив, ти продолжи, но продолжи позитива, не кради ти. Но тука сме да говориме за нешто што нас не задира, а тоа е околу еврокомисарката за проширување, Марта Кос, која изјави, една проста изјава на новинарска забелешка, вели Македонија е тажна приказна. Мојата колумна е не Македонија, проширувањето на Европската унија е тажна приказна. Ќе третирам со моите почитувани соговорници, неговата екселенција Ристо Риковски. Добро вечер и добро дојдовте. War Marshal. И мојата генерација Тодор Петров, многодишен председател Светски македонски конгрес. Драги мои соговорници, јас би предложил обичајно одам со наши теми, наши прилози. Колумната што ја напишав токму на оваа тема, гледам дека има голем број читатели. Поздрав до Охридскиот портал през Охрид 24, кој најде на голема читаност. Одиме со колумната, но само да ве поздравам. Вечерва со нас е Кристина Томич, ме продуцент и главен креатор на темите, Ивана Алексовска, главна орежја, и Огнен Димовски. Ве молам, одиме со колумната и се враќаме во студијата. Останете со нас. Не е Македонија. Проширувањето на ЕУ е тажна приказна. Тажна приказна? Не, Европа е тажна, Македонија е горда. Кога еврокомесарката за проширување Марта Кос дозволува низзаби да протне оценка дека за членувањето на Македонија е тажна приказна, не зборува за нас. Таа кажува што мисли Европа за самата себе. Таа кажува дека Европа не верува ниту во сопствените ветувања, ниту во принципите на кои се темели. Таа кажува, ние сме елита што го изгубила моралниот компас. Тајмингот не е случаен. Во исто време, во Валенсија, Европската народна партија, ЕПП, го реизбра Манфред Вебер за председател, а нашиот премиер Христијан Мицкоски, лидер на ВМРО-ДПМН, отворено и достоинствено зборува пред сестринските партии. Тој не моли, тој бара поддршка за правда, за принципи, за крај на двојните аршини. Мицкоски не се крие зад бирократски паравани. Тој удри директно во срцето на проблемот. Македонија не може вечно да биде заложник на билатерални уцени. Дали тоа некој не сака да го слушне? Да. Дали затоа Македонија стана тажна приказна? Не. Македонија е жртва на европска хипокризија. Европа која бара промена на учебници, историја, име, идентитет, за да ни даде датум. Не членство, датум. И уште не сме го добиле. А сепак
ВМРО ДПМН не бега. Таа останува во проевропското семејство. Не од сервилност, туку од политичка зрелост. Да ја разобличи Европа однатре. Да покаже дека вистинска Европа не е Германија која штити бугарски национализам, туку Европа на држави кои се борат за вредности, а не за колонијална послушност. Сега кога Трамп е повторно во Белата куќа, кога БРИКС станува нова глобална сила, кога западниот свет се бори со себе, не, Македонија не треба да избега. Треба да застане цврсто, со подигната глава и да каже или ќе не прифатите со почит, или ќе се соочите со историски срам. Европа не е подготвена за Македонија, затоа што Македонија ја подсетува на сите неисполнети ветувања. Но Македонија нема повеќе да моли. Сега зборува Мицкоски, сега зборува народот, гласно, јасно и без калкулации. Од што уште треба се откажеме за да не наречат европејци? Ни го зедоа името, ни ја избришаа историјата, не поништија како народ, ни ја продадоа честа преку преспа и неисполнетите ветувања. И сега во 2025 година, по сите тие жртви, еден висок функционер од ЕУ без срам изјавува: ако Украина почне преговори сега, со темпото како со Македонија, членка ќе стане до 2045 година, изјава на Марта Кос. Тоа ли е европската логика? Да се понижат и исмеваат земјите што покажале најмногу трпение? Тоа ли е европска солидарност? Македонија наместо поддршка доби понижување, наместо благодарност игнорирање, наместо вреднување двојни стандарди, а ветувањата за почеток на преговори мртво слово на хартија. Никој не ја повикува ЕУ да ги исполни своите обврски. Никој не прашува зошто Македонија, која се исполни, е уште заглавена во чекалницата на европскиот маразмус. Црнагора и Албанија денес се представуваат како најблиску до ЕУ, а Македонија, која беше прва наред, беше прескокната со игри под маса. ЕУ повторно покажа дека не се работи за критериуми, туку за политички калкулации. Европа што не лажеше дека ќе не интегрира, сега отворено не омаловажува и тоа не е само неправда. Тоа е морален пад. Тоа е лицемерие поголемо од колонијалните аршини. И токму затоа средбата на премиерот Христијан Мицкоски на Конгресот на ЕПП во Валенсија е повеќе од дипломатски настан. Тоа е сигнал дека Македонија има нов лидер кој не се наведнува, не се понижува и не шири вазелинска дипломатија како неговите претходници. На маргините на Конгресот, каде што Манфред Вебер беше реизбран за председател на ЕПП, Мицкоски не само што учествуваше, туку беше активен чинител во политичките консултации. Одржавме бројни значајни средби, рече Мицкоски. Овие средби ја потврдија важноста на соработката и придонесоа за зацврстување на заедничките европски визии. Тој порача дека Конгресот покажа единство и решителност за справување со предизвиците пред Европа. Мицкоски со глава гордо исправена, Европа со лицемерие наведната. Додека во Валенсија лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ја бранеше Македонија пред цела Европа, некои бугарски портали и структури блиски до турски интереси во регионот се обидоа да ја извртуваат реалноста. Но вистината е непобитна. Мицкоски не се поклони пред никого, туку ја подигна Македонија над сите. Тој јавно ја разобличи ЕУ лицемеријата, која со години зборува за вредности, но молчи пред уцените и шовинизмот од Софија. Наместо да го вреднува напредокот на Македонија, ЕУ дозволува една држава членка да ја држи нашата татковина како заложник. Мицкоски ги кажа работите што СДСМ никогаш не се осмели. Не ги прифаќаме двојните аршини на Брисел. Македонија не е втора класа. Билатерални спорови не смеат да бидат услов за европски пат. Турција, преку блиски канали и експоненти во регионот, заедно со бугарската дипломатија, интензивно работат против суверенитетот на Македонија, затоа што знаат дека со Мицкоски веќе нема пазарење со идентитетот. Затоа се активираат квазимедиуми и балкански платеници. Но народот гледа. Гледа кој се поклонуваше на Ахмети, а кој му подаде рака на Европа со достоинство. Гледа кој молчеше кога Бугарија не понижуваше, а кој проговори. И ќе запамети дека Македонија конечно има човек што не ја витка кичмата. Поддршка за Мицкоски не е поддршка само за лидер,
туку поддршка за Македонија со чест и достоинство. Дали Христијан Мицкоски е Зоран Заев? Дали тој се гушка и се бакнува со Борисов пред камерите додека подпишува срамни договори што не ја признаваат ниту Гоцевата жртва, ниту македонскиот јазик? Не, тој не е Заев, ни Ахмети, ни Димитров. И затоа ги боли. Македонија денес не е на колена. Македонија не моли. Македонија има премиер што оди во Европа со кредибилитет, не со сервилност. И додека ЕУ молчи за институционалниот терор на Албин Курти врз србите во Косово, додека го тапкаат порамо затоа што им е геополитички послушен, Македонија плаќа цех за тоа што не се продава на попуст. Мицкоски ја спасува Македонија од колонијалната брука и од европската уцена и од бугарската омраза. Во историјата на македонската државност постојат мигови кога водачите мора да стојат исправено не по налог, туку по совест. Денес токму таков момент живееме. Премиерот Христијан Мицкоски, свесен за историската тежина и националната одговорност, ги одбива уцените на Брисел, ја демаскира дволичноста на Скопје и ги игнорира навредите на Бугарија. Додека европските бирократи како Михаел Рот и поранешниот амбасадор Дейвид Гир водат лична кампања против Македонија, користејќи ја како жртвено јагне за геополитичките фрустрации на ЕУ, Мицкоски држи исправен курс. Нема да има промена на уставот под уцена ниту распродажба на идентитетот. Одбивањето на европските игри без граници не е изолирана политика, туку стратегија за спас на државата. Македонија нема да биде ничи слуга. Ние ќе ги поминиме сите ваши тестови, но вие веќе ги паднавте сите на морален, историски и човечки план. Европа што ја нудите не е Европа на правда, туку Европа на уцена, трговија и лицемерие. ЕУ не е веќе сонот што не инспирираше, туку реалноста што не разочарува. Македонија ќе стане членка на ЕУ тогаш кога Европа ќе стане достојна за Македонија. Да, тоа е колумната што ја предложив за вечерашната тема. Како што најав неговата екселенција Ристо Николски, амбасадорот и председател на Светскиот македонски конгрес, Тодор Петров, наши и ваши соговорници. Господин Петров, ќе ми дозволите, амбасадоре, да почнем со господинот Петров. Зашто македонската кауза е табу за Европската унија? Кој има интерес да не претвори во северно македонци без идентитет? Па, корените на тој анимозитет кон Македонија и македонците, Европа го гаи уште од Балканските војни. Историјата, културата на Македонија ја предала на Атина и затоа со марионетската влада на шарлатанот Зоран Заев договорот Димитров Кодзијас, со кој ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија Заев го пренесе на владата во Атина. Амбасадоре, како ги гледате барањата на Бугарија и улогата на европските бюрократи во притисокот врз нашите власти? Слушајте, тоа е ултиматум, уцена, блокада. Тоа е све најдемократски средства, мислам, нели така, за како да сакаш да обезличиш некого. Само видите, вината е наша. Пред се и над се. И затоа мораме да бидеме свесни. Дека е така, ќе ви цитирам еден дел од едно прецизирање на Кисинџер. Тој им објавено книга во Белата куќа. Од 69 година му беше главен соработник на Никсон. И тој има напишано, вели, точно како да ја гледа Македонија, вели. Кога од едната страна во преговорите се бараат концесии или давање на одстап, или преземање на обврски, за да се надмине состојбата некој проблем, нели така, другата страна, свесна дека првата страна е спремна да работи против самата себе, апсолутно како што работи Македонија сега, има најголем мотив да остане нефлексибилна, за да открие што уште е спремна да понуди првата страна.
Тоа нас ни го прават од 1990 година, по распад на Југославија, до денеска. И ние цело време даваме отстапки. Менувавме устав еднаш, два пати, три пати. Ни направија војна, менувавме устав со комплетна преориентација на уставниот поредок, на комплетна, базична, фундаментална промена на уставниот поредок. И ти ќе продолжат. Чим ти си спремен да голташ недли, ќе ти ги дават све поголеми и поголеми, дока не те задават. И ние сме тоliko на тоа ниво. Сега одиме се поблиску и поблиску, да кнедлата ни застане во грло и да кажеме, па македонците се дел од историјата како хазарите и ги нема повеќе. Велам, Европската унија, пред Соединените американски држави, имаат своји интереси. И во Македонија, во целиот свет. Тоа не е спорно и никој не го спорува тоа. Не го доведе во прашање. Разбирате? Тие се главна, единствена суперсила моментално, права што сакат низ цел свет. Трамп се прави некои промени, да видиме на која насока ќе одат, се уште ништо не е известно и не е јасно, али до сега ние се што ќе ни наметне, се што ќе ни ставе на глава, ние го држевме и си го стававме во раце, си го земавме. Така да се ова се случува, дереджето на кое сме доведени, овој безизлезен тунел и тежок ќорсо како кој сме доведени, резултат пред се и после све нашите грешки. Затоа, ако новата власт, која веќе колку 6, 7, 8, 9 месеци е веќе на позиција, не преземе радикални мерки да ги промени тие наши постапки, ништо нема да се случи. Има едно клучно правило кој никој не може да го оспори, е дека кој ќе преземеш една обврска, има само две опции. Да исполниш или да ја откажеш. А ние сме прифатили обврски да менуваме устав, да впикаме бугари кои не постојат во уставот, да нели така едно чудо други, да менуваме историјата, да менуваме, да признаеме дека сме со туѓи корени и така натака и така натака. Слушајте, ако продолжиме така, ние само ќе одиме подолу и ќе завршиме на ѓубришето од историја. И како народ, и како јазик, како историја, и како се. Господин Петров, Марта Кос даде една малициозна изјава што навистина и беше повод за тевоклумната што ја напишав. Кој е вашиот коментар? Македонија е тажната приказна на Балканот. Таа е изјавата на еврокомисарот за проширување. Меѓутоа, тоа не е ништо ново. Бидејќи не патиме од амнезија и деменција, ќе спомнам само неколку датуми. Во 2012 година Германија предложи Европа со две брзини. Во 2017 година Соединетите американски држави предложија создавање на мала Европска унија за земјите од Западен Балкан, како субститут на полноправното членство во Европската унија. Во 2019 година Франција предложи привилегирано партнерство за земјите од Западен Балкан, да имаат пристап до европските фондови и пазари, но без право на одлучување со обврска да се придржуваат на политиките на Брисел. Во 2020 година Франција ги заостри критериумите за членство во Европската унија. Во 2022 година Франција предложи Европска политичка заедница за земјите од Западен Балкан, исто така како замена на членството во Европската унија. И последниве изјави само се продолжение на тој тренд во Европската унија, имајќи го предвид и ставот, мислењето и изјавите на новата германска влада дека без реформи нема проширување. Неизвестно и апсурдно е да се мисли дека едногласноста ќе биде надмината со едногласно одлучување, како што сега одлучува Европската. Нема шанси, теоретски. Да, и затоа германскиот канцелар во својата изјава навести дека од проширување на Европската унија нема ништо. Нема шанси. Имаме предвид и изјавата на новиот министер за надворешни работи на Бугарија дека впишувањето на бугарите во уставот, преамбулата, членовите 49 и 78 од уставот на Македонија е само почеток. Ќе следат и уште повеќе и други барања. Фонтани на желба. Практично протоколот
од 17 јули 2022 година за спроведување на договорот од 1 август 2017 година како анекс ги инкорпорира сите историски и образовни прашања. Бугарија и ништо да не бара дополнителни услови, колку што ние сами се залажуваме дека ќе ги впишеме бугарите, ама тоа да биде последно барање. Сите своји барања ги инкорпорирала веќе во протоколот, а протоколот е практично составен дел на француската преговарачка рамка. Амбасадоре, И не само тоа, него тој втор протокол кој е катастрофален, сите наши проблеми сегашни корените се во него, е инкорпориран целосно преговарачката рамка. Да. Тоа беше на така наречениот атипичен, нестандарден политички состанок меѓу Европската Унија и Македонија, каде што Европската Унија го поздрави протоколот и препорача задолжително впишување на бугарите во уставот на државата Македонија. И сите сега тоа ни го повторуваат, разбирате, а едно се разбереме, јас се најдам тука, изјава е на Радев, кој вели, прво, пописот не го признаваме, бидејќи тоа е доказ дека бугарите во Македонија се плашат да изјават дека се бугари, како бугари. И второ, вели, во Бугарија имаме дадено 120, преку 120 пасоши, сите имаат подпишано дека имаат бугарски корени. Ако тие 120.000 со бугарски корени имаат семејство, нели така? Двајца или тројца од семејство. 500.000. Тоа е 500.000. Тоа повеќе од албанците. Значи, утредента, што ни го најавуваат тоа многу јасно и прецизно, иако недоволно, мислам, отворено да некои будалетинки наши разберат, тие ќе барат нов договор. Според тој договор, Охридскиот рамковен договор, ќе биде играчка за деца. И после тоа нема да има македонци. Тоа е таа едната страна од медалот, бугарските аспирации, тие успеева целосно, оние нивните најфантазмагорични историски синдроми да ги напикаат во европската преговарачка рамка, што значи дека де-факто иднината на Македонија, патот на Македонија кон Брисел ќе го поплочува само историската комисија. Незините резултати ќе бидат клучни, релевантни, единствени де-факто критериуми, единствени критериуми се сложуваме, дали Македонија ќе напредува или не. А Ангел Димитров, ми се чини кој имаше напишано, вика, тој е национал шовинист, вика, тој е фашист, вика, тој човек не само што не призна дека постоиме ние, него имаше една изјава, вели, ако влезе на Македонија, рече во Европската унија, тоа ќе биде тројански руски коњ во неја, разбирате, мислим, смешни работи. Тоа е едниот дел од медалот, да го довршиме со тоа уште дека Бугарија нема теоретски шанси да отстапи од било кој од своите барања, а сите се веќе во европската преговарачка рамка. Нема теоретска шанса. Тоа нивната политика, јас имам тука цитати ќе ви ги дадам после тоа, околу тоа. Значи, тие остануваат. Едини начин Македонија да излезе од, да речем, од блокадата, од тунелот во однос на Бугарија, да се откаже вториот протокол. А вториот протокол, разбирате, е протокол, тоа е записник, никаде не ратификуван, и сите тие европски залагања и американски дека преговорите се меѓународните договори се света работа и така натака, не сме се допираат, добро, еве, договорите ги почитуваме, макар привремено, и ќе одиме на откажување на вториот протокол. Го откажем ли вториот протокол, паѓа во вода и ултиматумот да го менуваме уставот, од таму произлегува, паѓа во вода преговарачката рамка и нема ние да преговараме со 20 ценки да се промени преговарачката рамка, таа сам паѓа во вода. Зашто главниот услов ќе го уништи, разбирате. Тоа е првиот дел, а вториот дел околу ова, Тодор е апсолутно право околу проширувањето на Европската унија. Европската унија уште многу години, 10, 20, 30 и можда никогаш повеќе нема се проширува како до сега. Тоа е факт. Тодор ја спомна, еден од тие аргументи е Европската политичка заедница, во која се преку 50, сите европски земји се во неја, вклучувајќи и кандидатите. Зашто е таа измислена? Затоа што вистинска Европска унија нема да има.
Второ е самата преговарачка рамка. Во преговарачката рамка, речисти, никој во Македонија знае, никој тоа не го споменува, разбирате, поготово политичарите, еден од условите, новите што ги внесе Макрон, а да се разбереме, 62% од французи, 67% од германци се против проширување. Таму нема да има интелигентен... Мислам дека во Холандија веќе имаше еден референдум дека се против проширување на членството во Европската унија. Ама Арчуне оставија Холандија, сепак е помал, иако е важен член Германија и Франција, главните мотори се неја. И видите, во таа преговарачка рамка на Макрон, еден од условите, критериумите кои не се, нели ги викаме Копенхашки така натака, кои не се таму прецизирани е дека кандидатите треба да го постигнат економско ниво на развој, како би рекле, компатибилен со европскиот. А сега ви кажам да ги имам податоците. Европскиот просек по жител е 44.000 евра. Разбирате. Балканските се вака. Белорусија не е важна, Македонија 7.690, Босна и Херцеговина 8.420, Србија 12.380, ова се податоци кои се може би и не тако. Црна Гора 12.600. За до 44 треба да имаш 25.000, разбирате. За колку години се постигна 25.000? За 20 години не може да се постигна. Значи тоа со други отпаѓа. Второ, како се вика председателката, премиерката на Европа, како се вика фон дер Лајен, објави 4 столба за напредување на кандидатите према Европската унија, односно кои мора да ги исполнат. Првиот е дозволија влез во единствениот пазар. Значи пуштија, да речем, една значи на економскиот пазар ќе не вклучат со единствениот, како се беше таа, единствената заедничката политичка заедница, Европската политичка заедница е политичкиот дел. Значи, овдека ни пуштат пазарот, а така да се други дарови, поклопуваме се. Вториот столб, значи тоа е првиот столб. Вториот столб е регионална соработа. Третиот столб се реформите и четвртиот столб е поголема пристапност до фондовите на Унијата, тоа не е 6 милиарди што ни ги дават Македонија во колку да ги доби. Значи, се на некој начин компензира само на да не сметка... Не ги рекомпонираат своите политички структури, туку ти дават право само да имаш пристап до фондовите и на пазар. Тоа е со други зборови втора лига. Тука нема друго. Затоа ја спомнав Германија, ја спомнав Германија дека таа уште 2012 година предложи Европа со две брзини. И не само тоа, извини уште нешто, значи Шолц прво изјави, ова е од 12.7.22 година, дури и по прифаќање на овој компромис нашиот, не така за францускиот предлог, ќе има и други пречки, искрено ваш Олаф Шолц. Значи не се надевајте дека ќе биде. Меѓутоа, Шолц исто така кажа дека во ЕУ само со пакет. Само во пакет. Значи, шесте земји, ствари, што останавме од Балканот надвор од Унијата. И Украина и Молдавија. Не, во пакетот не се. Поранешните југословски. Овие за Балканот зборува. Слушайте, Украина никогаш нема да влезе. Тоа да бидеме само игра сега залажуваат, го разуваат. Го слушам Боцевски вели дека според него информации во председателството на Полска би можело да почне, а во наредното по Полска да се завршат. Не, нема никогаш да влезе. А овие 6 ќе влезат во пакет. Што значи тоа? Никогаш. Косово, 5 држави од Европската членки на Унијата не го признаваат. Тоа нема теоретска шанса. Да. Разбирате, Босна и Херцеговија не функционира како држава. И ова што почнавме прејаска, што и ти си го објасни убаво во колумната, и Тодор го објасни уште исто така многу убаво, дека сме жалостна приказна. Така. Тоа е чиста лага.
Ние сме жалосна, не наша приказна, европска. Нивна, па за тоа Европска приказна. Така. Тамо вели дека жалосни приказни се и Македонија, и Косово, и Босна и Херцеговина. Тоа не е точно. Не смееме да го заборавиме ставот на Бадентеровата комисија на Европската унија за признавање на државите од поранешна СФРЈ и од Советскиот сојуз, која што констатира со председатели на уставни судови на 5 држави членки на Европската унија, чиј председател беше Роберт Бадентер, председател на Уставниот суд на Франција, дека единствено Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за членство за признавање на како држави. 92 година, така? Да, 92 година. И дури тоа го обнародија дека името на државата не представува никаков проблем за територијални претензии кон друга соседна држава, какви што беа обвинувањето од владата во Атина. Меѓутоа, загрижува и фактот што на 15 април оваа година бугарскиот министер за надворешни работи недвосмислено Георгиев кажа уставни измени за впишување на бугарите како државотворен народ во уставот се само прв, но не и единствен услов за Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија. И ја замката во која што самите ќе упаднеме. Во уставот на државата Македонија, па и во времето на поранешна СФРЈ, имаше една обврска дека републиката се грижи за деловите на македонскиот народ во соседните земји. Со најновите измени на уставот, деловите на македонскиот народ во соседните земји ја избришавме од уставот, Така. а ги внесовме деловите на соседните народи во државата Македонија. И Охридскиот рамковен договор, ше будалштина. Да. И сега велиме, Македонија ќе се грижи за припадниците на македонскиот народ и припадниците на деловите на албанскиот народ, делот на српскиот народ, делот на ромскиот народ и ќе ги додадеме делот на бугарскиот народ, во членот 49 и 78. Ако бугарскиот народ е во Бугарија, бидејќи тој е носител на државноста, ја налеваме водата на нивна воденица. Дека сите македонци се дел од бугарскиот народ кои живеат во државата Македонија. И тоа е она што го барат перфидно, мислејќи дека ќе ги ставаме на ниво на малцинство, они ќе станат државотворен народ во државата Македонија. Тоа го изјавил министрот за надворешни работи. Да. Сега, тоа се нивни константни барања. Тоа се барања одамна што ги постојано ги повторуваат. Меѓутоа сега за Софија уставните измени не се билатерален спор, туку велат тоа е барање на Брисел за спроведување на европскиот консензус. Мултилатерално. Меѓутоа, како беше постигнат тој консензус, сакам да потсетам. Франција како председател на Советот на Европската унија на 23 јуни 2022 година предложи преговарачка рамка за пристапни преговори на Македонија со Европската унија. На Бриселскиот самит ЕУ Западен Балкан, одржан на 23 јуни 2022 година, францускиот председател Макрон беше дециден во својата изјава, го цитирам: "Блиску сме до договор кој овозможува правда за бугарските барања." Он ги оценува за праведни нивните барања. Завршен цитат. Меѓутоа, Македонија не ни спомна, бидејќи не е ни членка на Европската унија. Членка на Европската унија е Бугарија. И не игра никаква улога. Не игра никаква улога, да. Тај надвор од лигата. На 24 јуни 2022 година, Народното собрание на Бугарија донесе декларација со дополнителни 4 услови на француската преговарачка рамка. Прво, ефикасно имплементирање на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година, впишување на бугарите во уставот како државотворен народ. Трето, дека ништо во пристапниот процес на Македонија нема да биде протолкувано како признавање на македонскиот јазик од страна на Бугарија. И четврто, европски гаранции. Бугарија побара европски гаранции дека бугарските услови ќе бидат исполнети. И нормално, илузија е ние да мислиме дека Брисел нам ќе ни даде гаранции дека бугарите ништо од ова што досега побара нема да барат. Меѓутоа, на самитот на НАТО во Мадрид на 30 јуни 2022 година, председателот на Франција Макрон објави модифицирана француска
преговарачка рамка за членство на Македонија во Европската Унија, со бугарските дополнителни барања од нивната седница на Народното собрание. И овие бугарски барања францускиот претседател ги оцени за праведни. За жал беа уште полоши од првичната објавена преговарачка рамка од 23 јуни. За жал на 16 јули 2022 година на 81-та седница Собранието на Македонија со 68 гласа за ги усвои заклучоците со кои се прифаќа француската преговарачка рамка, а останатото веќе е познато. Веќе на 19 јули 22 година, атипично и во нестандардна постапка, се одржа политички меѓувладен состанок, на кој што Европската Унија ги го поздрави протоколот од 17 јули, кој што практично е анекс на договорот, не ратификуван никаде. И 10 пати полош од договорот. Уште полош. 10 пати. Затоа што сите прашања кои не беа допрецизирани во договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година, со овој протокол се прецизира сите историски образовни прашања кои ги посакуваат бугарите во Македонија. А што бара они? Они бараат да признаеме дека до 44-та година сме биле бугари, дека македонскиот јазик е литературна форма на бугарскиот, односно дијалект на бугарскиот јазик, да ги избришеме во учебниците, ретушираме сите декларации дека Бугарија е фашистичка држава во Втората светска војна, да ги ретушираме сите споменици каде што се спомнува за бугарската фашистичка окупација и на тој начин да го прифатат нашето постоење. Што Заев тоа го правеше век плизир. Да. Во спогодбата, во договорот Заев Борисов има институт заедничка историја. Меѓутоа заедничка историја не значи дека имаме иста историја. Не, тоа е во преамбулата. Така да тоа не е обврзувачки дел. Тоа е само најава. Тоа беше едниот прв чекор да се сведе све на историјата. Затоа што ние имавме заедничка историја и со Словенија, и со Хрватска, и со Босна и Херцеговина. 500 години со Турција. Па не сме станале во таа Турска Југославија, република. Словенци, Хрвати, Црногорци, Босанци, Срби, Албанци, сме се останале македонци, како што во петвековното робство на Отоманската, за време на Отоманската империја, пак сме се останале македонци. Точно. Значи, бугарите увидоа дека не е возможно поместување во поглед на нивната стратегија кон Македонија и затоа го изнудија, со јас би рекол, министер за надворешни работи Бујар Османи, често пати велевме дека не би требал треба да се изземе од таа постапка, затоа што не може заради неговото етничко потекло да го решава македонското прашање меѓу Македонија и Бугарија. Да беше совесен, тој самиот ќе се повлечеше, за да не носи вина. Меѓутоа СДС го изшутира напред, тој со нивна согласност, они да не бидат виновни, Бујар Османи и Теодора Канчевска, министерката за надворешни работи, на 17 јули 2022 година, веднаш после седницата на Собранието, кога ги прифативме француската преговарачка рамка, го подпиша тој протокол и веднаш на 19 јули се одржа политичкиот состанок во Брисел. Со кој прифатиме капитулација. Амбасадоре, дали македонците од диаспората го губат трпението и довербата во европскиот проект? Не губат, него се разочарани. Не комуницираат ни со државата. Креваат раце од Македонија, зашто вакво однесување е неприфатливо. Видите, мислам, убаво ни објасни Тодор околу сите тие работи, меѓутоа факт е дека точно она што го зборевме, што го прочитав околу Кисинџер, кога некој е спремен да дава отстапки, одиме понатака. Бугарите го подпишаа договорот на 1 август 2017 година. Тој договор на масата на Груевски беше 10 години. Груевски не беше спремен да го подпише, затоа Борисов не сакаше да го види и велеше, тој човек вика, за мене не постои. До една будалетинка која тоа го подпиша после тоа. Тие кога видоа тој договор беше еден, да речем, пресврт од наша страна, кој почнеме да голтаме.
Кога видоа тие што се случи во Нивици, се рекоа, па чекај бе, ние, ова што им взеавме на македонците, ние ништо. Така да нивната амбиција додатно почнува после Нивици. И тогаш почнува да играат нова игра, после тоа доаѓа декларацијата во собранието, кој што е катастрофа, разбирате, дека нема македонски народ, таа ја направи објаснувачки младови пратија низ цел свет, и тоа не им помогна. Они се охрабрија кога видоа дека од 90-та година, дури 2018-та, на 17 јуни се склучи договорот во Нивици, ти самите дојдат до заклучок. Па и ние ќе чекаме едно 20 години, тоа што го бараме ќе го добиеме. И се охрабрија во агресијата. А нашата сервилност дополнително им даде за право. За право. Значи, Бугарија ја смени својата политика, ја прошири, ако сакате, после Нивици и амбициите им порасна, а нашите будалетинки, нека просете на израз, ама такви договори се подпишат, нормален човек не го прави тоа. Тоа го прават само предавници. Тоа е велепредавство, така? Тоа е велепредавство. Поготово вториот протокол. Затоа беше шарената револуција, затоа беше марионетската влада на Зоран Заев, за да пројдат сите овие геноцидни договори. Пред да стане Зоран Заев премиер, американскиот кинеско име имаше, не ми текнува. Да, доаѓаше тука пред влада. Државен заменик на заменик. Хојти, така беше. Хојти, така ли се каже? Не ми текна името. Рече, доаѓа нова влада која ќе го реши проблемот со името. Значи, да, тоа ти е донесо, со други зборови. Доаѓа влада, не паѓа од небо, разбирате. Вазелинска влада. Да, така да. Тоа е факт, разбирате. Значи, Бугарија почна една нова кампања, меѓутоа, во целината, мора да биде јасно, оваа политика, овие голготи кои врвиме 30 и колку години веќе, не се ни бугарски, не се ни грчки. Токму тоа, дали тоа маша се земени двете држави, да се оствари идејата на... Тоа се на главниот меѓународни фактор се тие политики, разбирате. Така да, тука не е спорно. И сега Денко Малевски е еден, да не речам каков, разбирате, неговите тези што ги предакуваат и се тие крева утробата. Меѓутоа сега во фокус објавува спомени од времето од почетокот на 90-те години, кога беше заедно со Григоров секаде. И кажува во 92 година во ноември биле со Григоров, американците не избегаваат долго време, тоа сепак ги примија во Вашингтон и имале средба со Скок Крофт. Тој беше генерал. Тој беше генерал и тој беше шеф на безбедносен советник на Буш, на стариот Буш. И водеше војната Ирачко, јас се сретнав со него 2000-та во Вашингтон. Нели? Генерал Крацков. Сега да ги кажам, и тој им вели, името морате да го пременете. Не, имињата многу држави ги менувале. И Денко вели, јас му реплицирав дека да, сите тие ги менуваат со собствена волја, не под присила од надвор. А вика, тој ми одговори, кога е во прашање обстанокот на државата, вика, името треба да се смени. Тоа потврдува, иако неговите политики што ги заговара и објаснува Денко Малевски се апсолутно спротивни на тоа, јасно само да го ова покажува дека американската политика од првиот момент беше промена на името. Промена на името е промена на идентитетот. Ако јас утре се прекаснам од Трајче, Ристо Никовски го нема веќе, разбирате. Тоа е нова личност. По меѓународно право, името на државата е идентитетот на нацијата. Промената на името на името на државата по автоматизам го менува идентитетот. Не можеш ти да имаш Северна Франција, да имаш французи, тоа се северна французи. Веднаш не ословува ко Северна Македонија. Ама што мисли, тоа не ни бега. Долго време не залажува, кога некој ќе кажеше North Macedonians, North Macedonia language, северно-македонски јазик, северно-македонски народ, нашите ги оправдува сгрешиле. Не сгрешиле. И реагира, дури ше смешни. Да, смешни беа. Значи, со билатерален договор, не можеш да го промениш на две држави, не можеш да го промениш правописот на јазик на трета страна. Како што тоа сака да го прикажат. Во англискиот јазик имате
избор може да биде во зависност од текстот на реченицата придавка или именка. Во македонскиот јазик придавката е придавка, именката е именка. И нам ни преведуваат Норth Македонија како Северна Македонија, меѓутоа успешно грците го изманеврираат тоа. Кај нив од Северна Грција создадоа 3 провинции. Eastern Macedonија, Central Macedonија и Western Macedonија. Меѓутоа, кај нас го одбегна именувањето Northern Macedonија. Кога имате композитно име од две именки, придавката е двете именки заедно. И затоа не сме Northern Macedonians, туку сме North Macedonians, северно-македонци. И францускиот, германскиот, шпанскиот, англискиот не можеш да ги менуваш со билатерален договор, ама кога имаме слепци кои се подкупливи, податливи, клиентелистички настроени, резултатот е ваков и очигледен. Од Северна Македонија не може да дојдат македонци. Тоа се северно-македонци. Дури, да не забораваме, ви имате да сме поделена држава, ова што вели Тодор, значи имате во Грција тоа во 88 година, во август. Не смееше да спомнеш Македонија. Тогаш со нова административна поделба ги воведоа Источна Македонија и Тракија, Централна и Западна Македонија. Разбираш? Само во борбата да тие знаат дека се распаѓа Југославија, за да имаат право да четеме името ние. Меѓутоа, основниот проблем знаеш што е и глупост така и нашите преговарачи. Ако ние сме северна, а во Северна Грција ги има Западна, Централна и Источна Македонија со Тракија, каде е Јужна Македонија? Каде е Јужна Македонија? Ако сме чиста географија, како што и бугарите велат, Македонија е географија, нема таму етнологија. Грците сите викаат такво, значи самото да има Јужна Македонија, значи тоа е поделена држава. Дури имате Северна и Јужна Кореја. Едните се севернокорејци, другите се јужнокорејци, поделена држава, али се двете, ти не велике за Пјонгјанг дека се корејци, викаш дека севернокорејци. На англиски јазик, пред името на државата, кога стои уставното редување, секој стои предлогот ов. Кореја е поделена на Северна и Јужна Кореја, меѓутоа името и на Северната и на Јужната држава е Кореја. Таму имаме Република Кореја и таа е другата Република Народна социјалистичка Кореја. Меѓутоа, резултатот од тоа е, ние зборуваме за севернокорејци. Никој не вели корејци од Северна Кореја. Никој се. Во цел свет се употребува North Korean. Кај нас тоа го злоупотребува во смисла ќе си останете македонци со име на државата Северна Македонија и во Северна и Јужна Кореја. Ама тоа е манипулација. Манипулација, така да ти не можеш да го избегнеш. Дори меѓу првите американски, не знам кој беше висок функционер, рече северномакедонци. Па после наше можем рекламирале, па вамо тоа можем така. Грешка. Тоа нема врска. Така само да кажам, значи во принцип од Северна Македонија може да дојдат само северномакедонци, нема македонци. А она друга една шега има, вика, ако тргнеш од Северна Европа, од Финска, Данска, не така, Шведска, и одиш на југ, кај ќе стигнеш? Во Северна Македонија. Така да, за двајцата, тоа е мизеријата. Иначе, ова што ме праша околу нашата диаспора, тотално има револт и тотално се дистанцира од Македонија, не комуницира и со право. Има такви сознанија. И сега имаше некој гостување на танец во Канада, организирано од Срби, не од македонци. Тоа имам информација што допре до мене минатата недела, еве ја споделуваме заедно. Може ли Македонија да обстане надвор од Европската Унија на во партнерство со сили како САД, по Трамп, БРИКС и Русија? Сега, тие што се науште на цуцлите на USAID, па гледам загрижениот и добиваат, апанажа добиваат и покрај тоа што Трамп ја избриша длабоката држава и веднаш не наречат антиевропска платформа, мислам, стратегија, антимакедонска перспектива. Но еве, ја храбро кажувам дека со ваков клиентелистички, поданички, дерогиран статус на Македонија не ни треба никаква Европска Унија. Се согласувате со мене? Не.
Видите, Европската унија е цивилизацијско достигнување. Таму има едно чудо двојни стандарди, пардон, таму едно чудо злоупотреби, манипулации има. Таму имате една бирократија која го загрозува и самиот систем и самата идеја која е возвишена, разбирате. Од двајцата основачи што ја создадоа. Од самата идеја, да се разбереме, првичните идеи, според мои информации, околу Обединета Европа и тоа од Владивосток до Атлантикот, доаѓаат од руски интелектуалци и, да не речам, мислители, разбирате. Од таму доаѓаат. Така. Али и таква Европа само може да попстане. Ова со конфронтацијата со Русија е најголема глупост што се случила може во последните 200 години, разбирате. Така да Европската унија има едно ниво на стандарди, има ниво на критериуми. Вредности. Вредности, е така, најточно кажано е вредности, од кои треба се учи. И Македонија треба да ги копира тие на секој начин и да настојува да дојде од Европска унија. Меѓутоа, со вакви националистички, дискредитирачки, дерогирани статуси на држава која сака да биде дел од европскиот. Во никој случај Дали кореспондира со европски развој и во вредности? никој случај како понижена беше и пораката. обесправена. Никој случај, значи. Така. Знаете, има некои работи кои не се дискутираат, кои ти ви постават непристојни услови, ќе му чеш крши глава, разбирате. Али ние треба да направиме се, првет самите со реформите внатре, за да одиме напред. За самите себе. За самите себе, тоа е наш интерес. Ако ќе не постигнеме такво ниво, тие самите ќе не бараат. Секако се Значи, согласувам. велам, сега проширување на Унијата апсолутно нема и тоа што спомнува дека Грција, Црна Гора и Албанија се близко, тоа нема врска. Тоа е пак задржување како со Украина и тие ќе доживеат иста судбина како нас. Единствено мислам дека ако направат некаков источок е Црна Гора е мала, 600.000 луѓе, ништо не Бази им значи. требаат, имаат море и Албанија исто така. Има стратешка интерес. позиција, Тоа може да направат и да речат, проширувањето не е мртво. И како што сега, од 2013 година, која примија Хрватска, сега сме 12 години, ништо не прима никого. И ако ја прима Црна Гора некаде 2035-та, уште 12-13 години после тоа, уште 20 години, 30, за другите нема членство. Меѓутоа, велам, ние треба да правиме се да влеземе во неа. Други опции нема. Прво, БРИКС не се интересира на нас. Ние не сме фактор кој можеме да влеземе. Србија соработува со нив, меѓутоа тоа е друга политика. Србија е многу поважен фактор во Балкан, кој што сме ние. И тие не се спорни по многу, што ние сме спорни се уште, разбирате. Македонија се уште не е целосно етаблирана на меѓународната сцена, разбирате. Тоа што не пуштат во Европската унија колку 20 години и уште толку нема да не пуштат, не е случајно, разбирате. Не, алтернативни асоциации. И таа политика не е на Брисел, таа е од поширока. Алтернативни асоциации. Еве Франција има речете унија, исто медитеранска унија, со која се работа со цела регија на Северна Африка. Добро, тоа не е спорно. Затоа дали Македонија може да има таква алтернативна? Нема алтернатива. Македонија може само да развива една поширока, да биде економски, да речам. Ние ќе сме направиле санкции на Русија. Тоа е надвола дума, да разбирате. Јаболката одрезен одеа во Русија. Сега нема веќе извоз. Јаболката се за нас ефтини, за среќа, ама за производителите тоа е катастрофа, разбирате. Истиот тој министер за надворешни работи на 22 мај 2023, исправете ме, Тодор, или 22, и јас лично го следев на телевизија, вели, па зашто да не ве ставиме и вас, како и ние што сме во македонскиот устав? До вчера беше, нели, промена на историја, на учебници, но идејата од Бујар Османи. Лично тоа одеше на телевизија. Бујар Османи беше албански министр, не беше македонски. Тој работеше све за Албанија и е она што Тодор го објасни, меѓутоа мора се додаде дека него избра македонци, тој е донесен од странство, разбирате, влијанието од странство да се заврши задача, да се случи. И се една друга работа околу ова конститутивен народ, знаете, према многу, да речам, уставни експерти во светот, конститутивен народ значи право... конститутивен народ значи и право на локална самоуправа, на самоопределување до отцепување. И на самоопределување. Така да се разбереме, тоа не е играчка. Имаме 5 минути до финалето. Во колумната, да, несебично, не тоа, јас немам
никаква можност како граѓанин на Македонија, како новинар, како интелектуалец, за играм да сум на слот машина и да кажам колку пати Северна Македонија и толку поедниот по 100 или 500 евра да ми паднат, кој што тоа го прават со ДСМ, сега како што гледаме, ниту го спомнува тоа. Од друга ситуација, да, давам се уште зелена карта на Мицкоски, но и тоа има време трајање до кога? За двајцата, финале влагаме. Дали Мицковски има капацитет да се спротистави на сиот овој галиматијас и да рече non pasarам, никакви диктати, не прифаќам и the end of the story. Или ќе обстои ВМРО на власт и во државата како фактор, или ќе нестане ако не направи радикални промени. Знаете, ако самата промена на уставот, реков, ги ставиме ли бугарите, завршува македонското прашање. Веќе е на ѓубришот историјата. Меѓутоа, во меѓувреме, разбирате, ние имаме сепак еден фактор силен албанскиот држава кој по многу што се однесува агресивно и се однесува како главен и ние тука ништо не превземаме, разбирате. Така да тој големо албански капацитет, односно големо албански проект кој е присутен тука, во 2001 година не беше востанието, односно агресијата од Косово, не беше агресија од Косово за некакви демократски права. Тоа беше де факто за ослободување на албански територии. Тоа мора да го знаеме. Од славо македонските окупатори. Еко, да се тргнат славо македонските окупатори, точно така. Значи, ние, односно партијата, мора да биде свесна. Или ќе оди со промена на досегашната политика, радикална. Не може такво. Реков, ако си преземало врска, или откажуваш, или исполнуваш. Не може писма наđија да чекаш другите да ти дадат милост. Такво нешто нема. Значи, ако не го направи тоа, прво, значи, во држава ќе зовријат односите. Албанскиот фактор ќе игра на улога на, нели така, на картата на големо албанскиот проект, ќе бара хитно членство во Унијата. Така да нивната преголема концентрираност на Европската Унија и претходно на НАТО не е случајна. Тоа е контр на македонските аспирации, бидејќи македонците се загрозени како народ и сега е ситуација да се ќари, нели така. Така да, ако не го направи тоа, ако не го откажат вториот протокол, ако не почнат една нова процедура на односи со Бугарија, а тоа значи со Европската Унија, бидејќи факт е за среќа дека нема долго проширување, имаме време да расчистиме со бугарите. Ако не расчистиме со бугарите, разбирате, ситуацијата во државата ќе се води се повеќе кон криза, албанскиот фактор се повеќе ќе гледа кон Албанија и кон Приштина, кој што веќе го прави, и тоа ќе доведе до една ситуација каде што државата ќе биде нефункционална, може да е полош од колку Босна и Херцеговина. Значи, овие или ќе направат пресврт, најлесно е со откажување на вториот протокол, или ќе продолжат да тактизираат и да одат прудолу, што ќе заврши нестрекно и катастрофално. Петров, со вас завршувам. Значи, дали Мицкоски може да ја реализира ова агенда, имајќи факт дека за разлика од другите политичари, има таа близкост со Трамп, со администрацијата. И колку Трамп би можел да влијае, сепак е прв човек. Јас ги поддржам неговите дипломатски активности на меѓународен план, со одбрана на името на државата, идентитетот на македонскиот народ. Меѓутоа сметам дека заради притисоците ќе заврши со впишување на бугарите во уставот на државата Македонија. Не дај Боже. Не дај Боже. Иако и тој самиот во интервју за ТВ21 уште на 15 септември 2022 година кажа, цитирам, внесувањето на бугарите во уставот е отворење на вратата за асимилација на македонскиот народ, завршен цитат. Меѓутоа сакам да потсетам на нешто што е многу важно, иако сите зборуваме за демократија, за правда, за права и слободи. Македонија и во устав е дефинирана како суверена и самостојна држава, незиниот суверенитет е неделив, неоттугив и непренослив, произлегува од граѓаните и не им припаѓа, а тие пак власта остваруваат со демократски избрани представници и со референдум. И да се подсетиме на двата референдуми кои се задолжителни за власта, а зборуваме за сојузи и за интеграции.
На референдумот одржан 8 септември 1991 година, речиси 4/5 од вкупниот број запишани избирачи, македонци проти државенство, гласа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна. А на референдумот одржан на 30 септември 2018 година, речиси 2/3 од вкупниот број запишани избирачи, македонци проти државенство, не гласаа за членство во Европската унија и НАТО и го отфрлија договорот Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Значи, надворешната политика народот ја дефинирал, власта која и да е, за жал не постапила по оваа суверена волја на народот и на избирачите, е должна да ја спроведе во уставот и законите. Директно, че бидели ситуацијата во овој политички амбиент за 20 најкратко по 30 секунди. Да речем не дежаву веќе видено или да имаме друга платформа и друго решение. Па знаете, ако тропам на ваша врата, а вие не ми отварате, нема да умрам на прагот за да влезам кај вас дома, светот е преголем. Американскиот унилатерализам и европскиот центризам се трајно минато свршено време. И Македонија во својата надворешна политика мора да ја гради на новата геополитичка карта на мултиполарниот свет. Од нас зависи. Македонија никој не може да ја уништи, али е прашање во која насока ќе се развиваме и што ќе постигнеме. Од нас зависи 95%. Иако, нели така, светот е мултиполарен, има други многу појаки од нас, али виетнамците има 650.000 американски војници на своето тло и победија. Затоа што сакаат да победат, затоа што беа спремни да се верува самите себе. Верува во самите себе, знаеа што сакаат и велам и победија. И благодарам што вете мои соговорници и мене чест задоволство. Христос воскресе. Навистина воскресе, почитувани. Навистина задоволство беше во овој трилинг и знам дека ве оставија без див со позитивна енергија и ретко да се слушаат вакви анализи во овие времиња, тешки времиња. Зошто велам тешки? Ги видовме предавниците. Тоа е зборот, не може како да го модифицираме. Како се лигават и како се преобразуваат. Но денот почна се познава по утрото, а сите ги прочитавме како една книга, а книгата навистина беше тажна во сите години. Ја ќе ве поздравам со една убава вест, тоа е дека навистина ние и натаму продолжуваме, го одбележуваме вториот роден ден на телевизија Вистел, во која исто еве јас сум еден од уредувачкиот тим. Посакувам многу години на оваа вистинска телевизија, а и да ве поздравам и подсетам дека на 23 мај јас обележувам 20 заедно со вас, почитувани во овие 25 години, еден јубилеј, 4 век од Гласот на народот. Че имаме телевизска промоција токму на зборникот Гласот на народот, клучна на демократијата, а во вторник, по ваше барање, нема да има Гласот на народот нова емисија, туку реприза со Тихомир Стојановски, бидејќи создаде голем интерес. И оваа емисија ќе создаде. Пријатна вечер.